Добро утро, добро дојдовте назад во утринската програма на Телма. Многу актуелна тема, она што стигна како ударна вест од Кина, од Олимписките игри во Пекинг, младата руска лизгачка која во понеделникот испише историја на Олимписките игри како прва која успеала да направи 2-4 скока за време на тимскиот надпревар. Веднаш потоа не ја доби заслужената златна медала поради наводно позитивниот тест на допинг. Ова е повод за да ви го представам мојот гостин во студиото, доктор Зоран Ханџиски, специјалист за спортска медицина. Добар ден. Да, инаку и член на антидопинг комисијата во Македонија. Так. Добро дојдовте во студиото на Телма. Добро ве најдов и драго ми е што сум тука. Руското чудо од дете е наводно позитивно или ќе видиме дали негативното е позитивно? Не би сакал да коментирам, не ќе да е наводно, станува збор за нешто што на претходно била тестирана некој претходно Во декември. Во декември, да, и сега вака станува збор за познати супстанции кои што се веќе од 2014 година ставени на позитивната допинг листа прво во надпревар, меѓутоа сега од 2015 година и воопшто е забранета. Станува збор за производи мелдонин или овие триметазидин, не е битно да не ги давиме вашите гледачи. Објаснувањето беше дека може да станува збор за супстанца која ја содржи лекот за ангина. Не. Станува збор вака. Станува збор за супстанца која што е добро позната. Таа супстанца го превенира исхемија на срцето, го зголемува протокот во коронарните крвни садови како резултат на метаболичка конверзија од масни киселини во шекери и дефинитивно е допинг средство забрането. И тоа ако се сеќавате она афера со Шарапова кога на времето користела и тоа е веќе на позитивна допинг листа. Сега со младава такмичарка има неколку работи што вашата јасно интересно треба да знае. Прво според ВАДА, Светската антидопинг агенција, како малолетна Не смее да биде објавена. Не смее да биде, може и нема, ама генерално треба да не биде објавена. Да и биде заштитен идентитетот. Да и биде затоа што е малолетна, заштитен идентитетот и генерално она што значи санкции се малце помали од оние санкциите за друго. Затоа не се објавува, затоа се уште не се кажува. Ја не верувам дека она ќе и затоа е одолжено доделувањето на медали. Најверојатно онака на Јанкана ќе влезе трета. Сега знаете како не можеме ни однапред од овде, меѓутоа она што јас сум информиран што гледам станува збор за класичен позитивен допинг случај. Човекот од памтивек користел разни средства за стимулација, односно обидувајќи се да ги надмине границите на својата физичка издржливост и на своите природни потенцијали. Нели познато е дека ацтеките го јаделе срцето на противникот, мислејќи дека така ќе ја преземат неговата сила, или она што се правело за време на античките олимписки игри кога учесниците користеле разни габи и други плодови на природата за да ги зголемат своите физички перформанси. Па да, што се денес низ годините, низ вековите стана допинг средство. Видете, главната работа во борбата против допингот дојде со оној кодекс кој што го потпиша уште сите земји членки на Советот на Европа, кои што се обврзни и врз основа на тоа Светската антидопинг агенција ги изгради сите протоколи. Денеска точно се дефинирани сите позитивната допинг листа, што све состои во незе, од стероиди, хормони, модулатори, тоа е една широка лепеза која што се апдейтира секоја година. И ако одиме од минатото до сега, можеме да видиме дека катадневно од година во година оваа борба толку се заострува, што веќе стануваат толку јаки критериумите да веќе нема бегање. Веќе ви кажеме на ексклузивност, американците од минатата година донесоа специјален закон, лекс специјалис, со кој што е вклучена FBI и другите на други територии во Америка, каде што ќе бидат на било кој начин третирани во однос на допинг нивните граѓани. Значи толку е голема борбата и сериозна да веќе нема бегање каде. Државите ќе мора да се соочат дека утре ако сакаат да учествуваат на било какви меѓународни надпревари, дека мора да имаат развиено посебно антидопинг тело. И она што ви го кажав, целата приказка доаѓа дека од духот на олимпизмот мора да биде тоа фер надпревар, тоа е основните постулати, мора да биде внесен оној надпреварувачки дух, меѓутоа никако не смее да има манипулација во однос на она што значи освојување на медали или места. И уште пострашно, последиците врз здравјето. Какви последици врз здравјето може да има триметазидин врз здравјето на една 15 годишна девојка која се уште не дооформена кога станува збор за незиниот физички развој. Таа се уште раста, се развива, исто како што раста телото, растат и органите внатре. Тука би сакал само да го цитирам познат новинар кој се огласи повод овој случај и рече
Оваа состојка никако не им помага на спортистите. Општо земено, најден е во еден примерок во декември, минимална количина, не беше во примероците пред или потоа, нема допинг, не. Овој лек за срце нема ефект врз перформансите, оставете ја Камила на мир. Напиша спортскиот новинар Василий Конов. Консултирана е по светските медиуми и доктор Садија Кан, кардиолог и професорка на медицински факултет од САД, која за Reuters даде изјави дека може да има теоретско влијание оваа субстанца во лекот врз сега се протокот на крв, како што ги рекол. Така, сега се тоа манипулации медиумски, во игра е Русија и ги знаеме сите работи, меѓутоа едно треба да знаеме, за да е одредено средство биде ставено на позитивен допинг листа, треба да бидат исполнети два од можни три критериуми. Едниот критериум е да има евидентно подобрување на спортските перформанси. Овој лек, на пример, станува збор за лек кој што превенира исхемија, недостаток на крв во срцето, го зголемува протокот во крвните садови на срцето поради метаболички трансфери, како што реков, промени, и на тој начин и теоретски можно, значи да ги зголеми кардиоваскуларните капацитети. Вториот критериум е ако со тоа средство биде нарушено здравието на спортистот и во овој случај не може никој да гарантира, доктор, дека на 15 годинично девично девојче кој што му е дадено средство за подобрување на перфузијата крвотокот во срцето, дека може да нема последици. Видете, ниедно допинг средство кој што е ставено на допинг листа, а се апдейтираат секоја година, мора да исполни од овие три критериуми два. Ова исполнува веќе два критериуми. Така да имаме многу такви, не е само мелдонилот и кој што е метаболит, ова соединение е метаболит на мелдонилот. Не е само тоа, една лепеза имате на соединенија со истите овие перформанси. Добро, бидејќи сте прилично категоричен во тврдењето дека ова е допинг, докажан допинг, средство за стимулација, во овој случај, какво би било вашето телкување во однос на тоа? Станува збор за 15 годишна надпреварувачка која е навистина чудо дете и се гледа дека е навистина подготвена. Веројатно и без таа субстанца таа би била врвна лизгачка. Сега уметничка. Прашањето ми е дали ова девојче свесно ја зела оваа субстанца, изманипулирана е од тренерите со цел да постигне што подобар резултати да освои медала, или за што станува збор? Одлично. Видете сега, јас и вие веќе хипотетски говориме, бидејќи не ги знаеме сите детали. Ние само од она што е познато, можам да влечам некакви заклучоци, не можам да бидам 100% сигурен. Меѓутоа едно треба да знаеме. Кога станува збор за младите девојчиња, ова е сега лизгање со фигури уметничко, ќе се вратиме, поготово големи манипулации во минатиот бек беа со стероиди, кај со проблеми во менструалните циклуси, со маскулинизација, со давање на тестостерон. И го знаеме, меѓутоа тој период веќе премина. Она треба да знаеме дека ова средство не може да се најде во незината циркулација и во метаболит ако не е земено од надвор. Значи тоа не е нешто кое што нормално го создава организмот. Се поставуваат две прашања. Дали е тоа нарочно ставено, затоа што едно треба да знаеме. Сите позитивни допинг афери во случајот и допингот го почнуваат хемиски лаборатории и врвни доктори. Да ве потсетам на случајот Пуерто на шпанската полиција, кога беа уапсен докторот Фуентес со цела лепеза на допингување на елитата 10 во Тур де Франс. Па слично беше и со Ленс Армстронг. Таа е таа екипа, па новинарот британски што ги откри целата работа. Значи едната работа или нарочно е давано, или постои во некој суплемент. Сега, ако ќе кажеме постои во некој суплемент, доаѓаме до една многу интересна приказка. Што е приказката? Вие може во суплементот што го земате од обични протеини, креатини, во било што, во самата прескрипција да не стои. Све позитивно, може да се зема слободно како додаток. Мада додатокот на исхраната е друго, не се станува спортистот. Може во енергетски пијалок да биде таа субстанца? Во се може да е. Може во протеински бар или протеински шейк? Теоретски во се може. И сега знаете што е приказката? Во целата приказка, главниот момент на едукација, се ќе ви кажам, моментално се смета, и сега пред Олимпијадата во Кина имаше специјален панел за тоа, се смета дека секој четврто или пето кутивче на суплемент во редовната трговија продажба постои во маркетите, во сите легални маркети, секаде во продажба постои шанса да биде инфицирано со допинг средство. Што значи да биде инфицирано? Во процесот на производство настанува крос инфекшн. Случајно да се
загрози, инфицира со стероид или стимуланс и ќе стане позитив. Сега И видите, тоа производителот да не ги става свесно туку во текот на производството, Да. како што на некој може да содржи трагиот. така, ама многу е битно, и ние имавме таков случај со јас го открив со ракометар наш позитивен, кој што имаше земал средства за слабење, чај напиток, во кој што чај беше откриена позитивна допинг случај. И сега видите што е многу битно за јавноста. Допингот веќе не смееме да манипулираме точни информации. Прво, основно е дека спортистот мора да биде едуциран и да биде фатен за нешто на кое што не стои дека има допинг и допинг. Он ќе одговара. Он ќе одговара со тоа што може во однос на она што значи казна да има малце намалување. Второ, па ќе речете, па се докторе, што да правиме? Има што да правиме. Суплементите никого не направиле спортист. За врвни спорт се 4 моменти битни. Талент? Селекција талент, правилен тренажен процес, исхрана и психологија. Второ, суплементите се страшен бизнис. Огромни сума на пари. Не збориме за суплементи. Не може, Зборуваме ако за... сакате... Доктор, не, ве прашувам, зборуваме за, рековте, соодветна исхрана, така? Да. Во соодветна исхрана, дали може газиран пијалок Не може тоа. да покаже, дали може таблета против главоболка да Како не? Ако во таблетата има псевдоефедрини, состојки, може да биде позитивен. Има ли право спортист да го боли глава? Има право, меѓутоа нема да го земе тоа. Не може. Нема да се напие таблета, не смее? Смее таблет, има таблета во кој што нема псевдоефедрини. Имате мал милион таблети кои што... Видете, едно треба да знаеме. Дека тоа почнав да го кажуваме, прекинавте, значи многу битна работа едукацијата. Второ, ако било кој, знаете до каде отидено, на пример, а тоа што ние не сме покрени во Македонија, тоа е наш проблем. Секој спортист во организиран клуб мора да има свој доктор, каде што било кое едно апче да го земем кој здоболи глава мора да знае докторот. Знаете што се случува кај нас? Го фаќа температура детето, во некоја младинска категорија може во репрезентација, ќе отиде во некој град, ќе му шибнат кортико за да му падне температурата, он е позитивен. За да може да настапи. Ама он е позитивен. Значи станува збор за сериозен проблем каде што првата работа е едукација. Ние правиме многу едукација. Едукација и проблемот е што веќе нема игри. Гора нема игри више. Ние како држава веќе не можеме да се прашуваме, ма чекај, можам да ти можеш да земеш милион апчиња за главоболка. Правилата се стрикни, категорични и мора да се почитуваат. Постојат апчиња за главоболка во кои што нема псевдоефедрин. Каква опасност може по здравјето на ова девојче, 15 годишно, да предизвика оваа супстанца? Долгорочно, рековте, сега ги подобрува перформансите на проток во крв, кардиоваскуларните перформанси генерално на организмот, како последица, ако еднаш, два пати или неколку пати или повеќе кратно го користела ова како видете вака, за оваа супстанција се уште немаме, науката се уште нема информации за штетни ефекти. Ова е средство откриено од руски научник, кој што потоа литванска фирма го произведува како генеричко име за како лек. Меѓутоа, видете, самата приказка на 15 годишно дете, вие да му давате нешто што ќе подобри коронарната циркулација, е класична манипулација и ризик. Еве да ви кажам, случајно пред 2 дена, во мојата ординација дојде една жена, која што сега веќе работи на страна, била велосипедиста, не е битно. Вие да знаете какви секундарни карактеристики промени има од земање на стероиди во теретана. Не живее тука. Изманипулирана. Гласот се губи гради, губи сексуални нагон, има проблем со... Значи, стероидите сите помалку едуцирани луѓе знаат дека имаат... Па не знам колку знаат, а второ, сите лекарства кои што се користат било за зголемување на проток, за да се зголеми кардиоваскуларна издржливост, или на било кој начин што чувствуваат во работата на срцето, може да предизвика сериозни опасности, може да настанат сериозни аритмии. Се уште од овој лек немаме научни докази за тоа, ама не може не ставе на позитивната допинг листа. Манипулација. Со тоа што вие ги го ставате и го зголемувате протокот на срцето, ги исполнува критериумите. Какво е искуството на Македонија со допингот и колку спортистите наши се свесни за овие опасности и манипулации? За жал ние бевме меѓу првите на Балканот кои што почнавме со ова, на крај еве до каде стигнавме, да можеме да бидеме исклучени само ради тоа што немаме формирано наша институција, инаку имаме големо искуство, правиме голем број допинг контроли. Ве молам ова по-прецизно да го објасните, од каде да бидеме исклучени и во кој спорт? Мора да бидат јасни моментално сите државни институции и политика, како Македонија во најскоро време. Ние сме веќе во процедура и со овој директор на агенција стигнавме најдалеку. Имаме краен рок или што значи најскоро време? Готови сме, ние веќе сме во најскоро време. Има краен рок до кога Македонија треба нешто да постигне? Нашите претпоставки се дека ако во текот до летото оваа година не формираме посебно наше тело, установа, може да не стават под посебен мониторинг, каде што сите наши меѓународни
клубови за меѓународно надпревар и репрезентации ќе бидат исклучени. Во сите спортови? Во сите спортови. За ова е запознаена веќе 2 години владата. Предходните влади овие 20 години глумеа лудило, никој не сакаше да чуе за ова. Работата е дојдено таму греота, бев меѓу првите, сега да дојдеме. Не е проблем, ние тројцата не знаат вада и се, не е проблем до нас. Проблем на државата, мачно се мачиме да објасниме, луѓе, свесни ли сте што правите ако не формираме станова збор за установа со само тројца, четворица луѓе вработени и со буџет годишен кој што ќе биде еднаков на месечниот буџет на оние луѓе 400 во Тетово кои што не одат на работа и земаат плата. Ќе се вика Агенција за антидопинг контрола. Вака сега, не е битно како ќе се вика, многу е битно прашање. Браво Горано, е многу круцијално. Кај нас формирање на агенција од страна на владата значи дека владата треба да ги назначува директорите. Не, според протоколите на ВАДА, тоа треба да биде комплетно независно тело. Што значи тоа? Тоа може да биде организација и установа кој што владата има задача да ја формира, каде што изборот на директорот ќе биде врз основа на управен одбор кој што ќе биде составен од повеќе делови од олимписки, од други од суди и така натаму. Значи, мораме да формираме сега здраво независно тело кој што нема да зависи од политичките состојби и не сме да го назначува владата. Затоа агенција како агенција, иначе може да се вика агенција да ни дозволи, меѓутоа во нашата држава, во законот агенција, значи дека владата формира и владата назначува директор. Според протоколите на ВАДА, не сме да има никаква инволвираност. Прво, политичка. Не, никаква. Број 2 во изборот и второ, не сме да биде инволвираност внатре во вработените во структурата. Еве, Црна Гора исклучија, ради тоа Хрватска е пред исклучување, а инаку најреферентна моментално агенција со сите вакви протоколи кои што е на европско многу високо ниво котира меѓу првите 10 е српската, каде што ние и јас имав исто лично контакти овие години, организирано преку директорот на Агенцијата за спорт и млади, овие 2 дена директно со незината директорка и веќе сите работи, веќе и она што ние им го кажувавме нашата држава, веќе го знае и мислам, се надевам, еве, ние сме спремни све. Кај нас изготвени закони све, ние сме спремни ако владата во март-април каже оке, да ние веќе во мај имаме со тоа што ќе формираме ова независна установа, ние веќе ќе избигнеме првиот удар на наше исклучување на спортисти. Рековте Црна Гора е исклучена, од каде е исклучена Црна Гора? Воопшто исклучена во посебен мониторинг за допингот. Бидејќи нивни репрезентации настапуваат на... Не настапуваат, ама ќе дојде време скоро кога ќе им се забрани под мониторинг. Исто како и ние веројатно. Нема бегање гора. Добро, во отсуство на тоа тело, таа агенција, таа институција, кој го контролира допингот во Македонија? Во Македонија 20 години во склоп на Агенцијата за спорт и млади беше формирана национална антидопинг комисија каде што сум ја член, тоа беше председател колегата Илија Стоилов, сега го превзема колешката Ели Ханџиска, бидејќи колегата е во пензија. Бев ја тука и уште двајца, така да ние цело време, целата едукација, малце или повеќе на волонтерска основа, целата едукација, сите ние имаме по 70 допинг контроли годишно. Ние сме биле главни допинг контролори на сите меѓународни што ги гледат овде, во атлетика, ракометно младинско првенство, сега беше во борење. Сето тоа беа наши активности. Ние сме тестирале по 20, 30, по 50 дневно, значи ние цело време функционираме, ја држиме Македонија да биде под контрола со едукација. Вие знаете дека колку спортисти во Македонија често се излегуваат позитивни на допинг контролите? Го поставувам ова прашање бидејќи 30% од учесниците на светското првенство во атлетика во 2011-та, 30% од нив признале самите дека во текот на нивните кариери користеле допинг средства, а според некои други студии, односно се покажало, истражувањето покажало дека 44% од спортистите во текот на нивните кариери некогаш излегле позитивни, а за жал на тестирањата само 0,5% од тоа е податок од 2011. Да. Знаете ли од 2011 до 2022 колку работи се сменети? Значи, знаете како вие во полоша смисла. Во смисла на контрола максимална. Не ќе да е тој процент веќе. Намалена? Зголемена, бидејќи контролата е поригорозна. Поригорозно контролата. Ја ви кажам, така се оди во таа насока да тоа е веќе, еве, овие работи што ќе ви кажам дека веќе нема манипулација. Нема манипулација. За искуството на македонските спортисти. Така, македонските, видите, главно ние откриваме позитивни допинг случаи, не е тоа нешто драматично повеќе од другите, меѓутоа нашето искуство говори дека главните позитивни случаи се поврзани со суплементација.
Значи, иако имаме и нарочно. Свесно или несвесно? Несвесно, затоа што не се едуцирани доволно. Ние правиме едукација, за жал на првите едукации никој не присуствуваше. Сега направивме преку Ракометна федерација, благодарам, ќе правиме на сите, каде што свесноста се зголеми. Знаете дека телефонот мој на Ели и на доктор Стоилов 24 сата е вклучени, веќе сите они нас ни се јавуваат. Дури тоа сме го немаме наша организација, да имаме наша организација, тоа ќе биде перфектно организирано. Кој од спортовите во Македонија генерално е најподложен на допинг? Нема секаде имате, не можам да ви кажам дека во спортовите во Македонија има некој каде што статистички значајно има позитивно, во сите спортови сме откриле по некој случај. Првиот случај беше во фудбалот, сме открили во атлетика, сме открили во ракомет. Значи какви се санкциите? Интересно, сето тоа е независно од кога ќе се открие позитивен допинг случај, веќе е почнува целата процедура. Но ние тоа треба во оваа наша установа да го направиме. Две тела се на два степена, прво и второ. Дали ќе користите арбитражен суд или не. Санкциите зависат. Се формира независно тело од правник, од лекари, од независно тело прави санкции. Ние за жал ќе не можеме првостепеното да го направиме во нашите федерации, бидејќи нашите федерации катастрофално функционираат. Меѓутоа тој случај ќе биде заведен и во светската. Не. Одма оди во интернет. Ако например Ракомет оди и сега казните кои што ќе бидат направени, зависи од многу параметри. Прво, ќе биде казнет секако, да се сеќавате на првото што ви реков, независно како е, ти си одговорен за тоа што примаш. Ти и него спомнавте многу битно, ако земаш суплемент, ти можеш да кажеш, извини, ми продавате суплемент. Сакам ова да го видам дека е тестирано во референтна антидопинг лабораторија. Ако добиете таков сертификат, слободно пиете го. Значи има начини за све. Проблемот е во едукација. И на крај казните за денеска може да бидат од доживотно, 4 години, 2 години. Што доживотна дисквалификација? Да, може доживотна, може да биде 2 години. Бегањето од допинг, например, имаме бидејќи е малолетна, да се вратиме на почетокот при крајот на овој разговор, руската лизгачка со каква казна се соочува ако идентитетот треба да биде заштитен, меѓутоа ако е допинг е допинг. Допинг е допинг, ако стварно се установи е допинг е допинг. Има тоа врз незината кариера? Видете, сега не вака сега, незин афект во кариерата ќе биде што ќе има некоја санкција, не знам колку ќе трае, сега тука ќе го има на што првото ви го кажав, под протекте, малолетна е и така натаму. Ќе се истражува сега во процесот на казнување, ќе се истражува како ја примила таа. Дали случајно, дали е дадена, затоа што видите, дали она свесно е дадена, свесно е примирала, дали некој нарочно е дал, дали е суплемент. Сите овие параметри, а и од типот на стимулансот, влегуваат во она што значи пеналти казна. Докторе, за жал ќе немам можност да ја отворам и следната интересна тема, а тоа е спортската медицина во Македонија, на која ниво се спроведува, дали тоа се прави само проформа, колку да добие спортистот, односно младите таленти во спортот да добијат писмено дека смеат да тренираат или навистина тие здравствени прегледи се детални и како што треба да бидат според светските протоколи, но за ова ќе зборуваме во друга пригода бидејќи имаме малку време, а темата со допингот не можевме да ја заобиколиме. Благодарам. Ви пожелувам да се изборите за она што е многу важно за македонскиот спорт. Ние како медиум ви остануваме сојузник во таа битка. Благодарам многу за поддршката.